Гледайте, сметам дека требаме на страна да ги тргнеме сите аспекти кои што евентуално би го компрометирале одржувањето на таа седница. Ајде да бидеме разумни, ајде да разговараме во духот на тоа што собранието на вистина треба да испорача. Тоа е една објективна, отворена дебата која што нема да се политизира. Механизми кои што ние ги имаме на располагање за да се постигне тоа што тие го сакаат. Добро, организацијата ќе биде согласно тоа како се луѓето, потребите, документите, тие кои што сметаат да треба да бидат присутни на таа анкетна комисија на располагање. Така да сметам дека ќе се најде начин. Да, секако. Гледайте, вчерашниот состанок помина во навистина добра атмосфера, во духот на политичката солидарност, на едно високо ниво на политичка свест и сметам дека и дискусиите кои што се отворија беа во насока на тоа да секој даде придонес да партијата продолжи напред да работи, а секој наоѓајќи го своето место без разлика дали тоа ќе биде формална позиција или не. Така да ќе следи составот на Централниот одбор, на кој што ќе се избере ново раководство и нов состав на извршниот одбор и ќе се закаже конгрес некаде после нова година, на кој што ќе се дебатираат, а тоа е согласно статутот изборните резултати, а јас ќе ја предложам програмата за идното делување на партијата. Да, со поранешниот председател имам честа комуникација. Многу често знае да даде совет, да сугерира и тие совети ги земам со многу големо внимание поради тоа што секогаш во секоја ситуација и во секој временски период се многу конструктивни, добронамерни и сметам дека сече искуство, посебно едно такво големо на поранешниот председател Пендаровски, треба да се искористи и сум благодарен што се става на располагање за доброто на делувањето на партијата. Не, јас сметам дека пратеничката група добро си ја извршува работата, сметам дека се тоа искусни луѓе, професионалци, секој во својата област и се добар репрезент тука во собранието на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Сметате ли дека промените во себе само влијаат на оставки, чуму промена на руководството, ако председателот остане ист? Па добро, сметам дека имам право да го изберам најдобриот тим. И во со текот на времето, сепак после едно прилично кратко време, после една таква тешка ситуација која ја затекнав минатата година, имам право и политичко, и морално, и етичко да тимот го модифицирам. А добро е тоа што тоа го работиме и го дискутираме заеднички со сите членови практично на одборите, и на извршниот, и на Централниот одбор. Колку ви беа наметнати овие сегашните што внесоа оставка со оглед на политичкото ваше искуство, сепак председателска функција во најголемата опозицијска партија не е играчка, да речем, со слободен рук. Колку ви беа наметнати? А сега веќе ги се знаате состојби? Не, ниту еден член на било кој орган или тело на партијата, без разлика дали е тоа председателството на партијата, извршниот, Централниот одбор, не беа наметнати. Ниту беа сугерирани од некој. Не, тоа беа луѓе кои што беа мој личен избор во разговор со нив, во дебата, како кој може да придонесе во партијата, така ги формиравме тимовите до сега. И така продолжуваме понатаму.
да ги надградуваме, да ги освежуваме, да внесеме нова сила, нова енергија. Преовладува една црна кампања од кујната на ВМРО ДПМН, дека некој ги влече конците во СДС. И дека е тоа поранешниот претседател Зоран Заев, што во неколку наврати, еве сега ќе повторам, дека апсолутно го демонтира. Тоа не е така. Тие упорно се занимаваат со поранешниот претседател Заев, кој што е надвор од политиката веќе 5 години. И ниту има намера, ниту со било кој чекор нешто сугерира или прави некаков притисок во дело на креирањето на политиките на партијата. Се гледате често со Заев? Добро, јас правам дистинкција помеѓу професионалните и приватните контакти. И мислам дека тоа така треба да биде. Меѓутоа, од ниту еден партиски, дали поранешен функционер или актуелен, нема било каква сугестија, желба за влијание на креирањето на политиките, освен добронамерни совети, еве во контекст на ова што го спомнав со поранешниот претседател Пендаровски. Благодарам.